Добар ден, драги сограѓани и сограѓанки. Јас милувам да ве условам вас со драги мои борци. Драго ми е што сум денеска тука, односно се разбира овде и сега, ама денеска во една малце поинаква улога, инаку малте не секојдневно доаѓам и се мешам овде со вас, бидејќи го делам вашето мислење и се разбира имаме иста цел. Да не биде некултурно, можеби некои од вас ме заборавиле, можеби некои не, јас сум Нора Шакири. Во моментов баш ви фала. Во моментов никаде не вработена, па имам многу време и многу причини да се разбира не само поради невработеноста, туку и поради икс други работи да бидам овдека со вас пред владата. Слобода на комуникациите и како ја изгубивме слободата, а како истата да ја вратиме, се разбира е денешната тема на која што пред се овие момци денеска ќе дискутираат, а ако ми дозволат се разбира дека и јас ќе се уфрлам со некое свое мислење или пак со некое свое прашање. Имено на оваа тема ќе дебатираат денеска, морам да кажам дека беше најавено дека ќе дојде нашиот колега, односно мојот колега Драган Антоновски, но од оправдани причини тој денеска не можеше да се појави. Затоа друг мој колега, на сите вам добро познат и денеска очи во очи со вас, Огнен Јаневски од 24 вести. Господин Филип Стојановски, програмски директор во фондацијата Метаморфозис. Филип, добре дојде, ти благодарам. Господин Зоран Стефановски, инаку поранешен председател на Советот за радиодифузија. Тој е овој господин овде до мене, ние од медиумите добро се познаваме. Горан Трајановски, поранешен директор за човечки ресурси во Македонски Телеком. Добре дојде и за вас. И Стевица Јосифовски, исто така поранешен директор за право односно во Македонски Телеком. Добре дојде и за вас и ако смеам да забележам, овдека малте не сме сите поранешни. Да, сите сме сите сме поранешни, не поради наша вина се разбира, но она што е за мене исклучително важно и она на кое што јас исклучително се радувам е што овој камп е токму поставен овде пред владата на Типов, кој што верувам дека во моментов или он не слуша или има некој кој што има поставено да не слуша и да не гледа. Сакале они или не сакале, мораат да нас слушаат, сакале или не сакале, мораат да нагледаат, се испостави дека надзиркаат постојано од таму и верувам дека сите овие теми кои што се отвараат секојдневно тука во кампот на слободата, верувам дека стигнале до нивните уши. Како и да и денеска ќе мора да не слушаат и ќе мора да не гледаат, затоа сме овде и сега да зборуваме за слободата на комуникациите и се разбира да си ја повратиме слободата бидејќи ни ја земаа. Сега со најмладиот ќе завршиме, односно со Огнен, кој рековме дека е првиот кој што ќе ни се оврати, тоа сте вие. Океј, имате микрофон. Повелете, реков момците имаат предност денеска, јас сум джентлмен во оваа ситуација. Седно ќе ми дозволите да се уфрлам ако можам. Секако, Нора, благодарам пред се за присуството и што одвои време, иако знам дека денот ти беше напорен. Меѓутоа, сепак ова е многу важна тема која не засега сите нас. Ова е тема од каде почна злото, меѓутоа и на оваа тема и ќе заврши злото, како што сме сите свесни за тоа. Добар ден, драги соборци. Јас сум тука секој ден, се знаеме, се гледаме. Не дека сакаме да сме тука, меѓутоа стварно мораме да се тука. Сакам едно мало објаснување да дадам зошто ние од телекомуникации сме тука двајца. Знаете дека ние од телекомуникацијскиот сектор сме стручњаци за комуникација. Гледате и сами што се случува.
Да почнеме со некое мало објаснување што е комуникација, нели? Комуникацијата е процес на перцепција. Што значи тоа? Имаме содржина на некоја порака што треба да биде испратена. Така, изворот, испраќачот на порака треба да ја кодира таа содржина и да ја прати во форма на порака. Од друга страна, приемникот треба да ја декодира таа порака за да дојде до таа содржина. Што значи успешна комуникација? Успешна комуникација е ако начинот на кодирање е јасен и за испраќачот и за приемникот. Значи тоа е многу битна работа. Меѓутоа што се случува кај нас во Македонија во последните неколку години? Ние имаме комплетна комуникација кодирана со кодот на Груевски. Кодот на Груевски, да. Не кодот на Да Винчи, кодот на Груевски. Значи било каква содржина, што и да се случи, се кодира со кодот на Груевски и добиваме виртуелна реалност. Искривена слика за се што се случува во оваа држава. Потполно искривена слика. Значи луѓето, некои од нас сме свесни, тие што сме свесните тука, меѓутоа да не ги забравиме нашите другари и пријатели кои се уште не се свесни за реалноста во оваа држава. А тоа е баш поради тоа, затоа што имаме искриена реалност, бидејќи содржината, суштината цело време е кодирана со кодот на Груевски. Што се случува друго? Друго од областа на комуникација многу битна работа е да се свати содржина што е релација. Значи една е содржината, а друга е релацијата под која таа содржина се презентира. Кај нас, исто така во Македонија, во последниве неколку години, дали разговараме во кафана очи во очи или на улица или по телефон, сите разговараме и комуницираме измеѓу себе со перцепција дека не разговараме само ние меѓу себе, него дека и некој трет е присутен во нашата комуникација. И целата комуникација што се одвиваше, меѓутоа се уште се одвива на тој начин, е со некој страв или со некоја резерва дека некој трет е вмешан во таа наша комуникација. Што излезе на крај точно. Значи излезе точно дека сето она што го ние комуницираме, дали со електронски средства, дали со безброј луѓе што се ангажирани, видовме колку луѓе се ангажирани нови во МВР баш за таква намена, се следело и се пратело. Дали е бизнис сегментот упрашање, дали е упрашање граѓанскиот сектор, дали се упрашање обичните релации меѓу луѓето, тие се замеша у се. И тогаш исто така неаме ние комуникација. Неаме комуникација таква како што треба да биде. Значи тоа е она што стварно сите нас не доведе во ситуација да меѓу себе шепотиме, не смееме да изговараме некои имиња и презимиња и не доведе во ситуација да едноставно завладеат со се во државата. Тоа не смеевме да го допуштиме. Тоа е нешто страшно што ни се случи. А го допуштивме. Значи тоа стварно е нешто што сите ние сме го допуштиле. Значи не ни се криви ни овие, ни оние. Ние самите сме криви за тоа што сме дозволили да ни се случи. Сега тука ќе прекинам да не биде многу долго ова моје објаснување, меѓутоа тука кај што застанав ќе ги замолам колегите Зоран Првин, бидејќи нели самата комуникација се пренесува и преку јавните медиуми. И сега зошто јавните медиуми го прават тоа што го прават? Тоа е интересно и мислам дека Зоран може малце повеќе да објасни до таа тема. Благодарам, Горане. На почеток само да кажам дека навистина многу има овдека поранешни, јас сум поранешен председател на Советот за радиодифузија, но во нешто сум активен. Активен сум кампер и овдека сум 31 ден и планирам да останам се додека не ја завршиме нашата работа. Слободата на медиумите, многу широка тема, многу осетливо подрачје, каде што многу од нас сакаат да проговорат и говоревме до сега, но исто така многу одговорна тема на која што би требало да се разговара многу почесто, посебно во ваков момент кога се наоѓаме на дното на сите листи. Значи Репортери без граници, Слобода на медиуми, критикувани сме од цел свет дека не постои слобода на изразување, слобода на медиуми, а никој до сега не спомна кој е тоа регулаторно тело кој што ги регулира медиумите во Република Македонија, ниту пак некој отворено застана да го искритикува. Колку што јас се сеќавам кога ја водевме битката во минатиот состав на Советот, имаше војна секојдневна и сите беа многу загрижени за медиумите, а се едноставно никој не го спомнува регулаторот. Во оваа држава постојат медиуми, но постои и регулатор.
За слобода на изразување и воопшто за слободни медиуми потребни се три најважни основни предуслови. Значи, прво е независност да се обезбеди финансиска. Тоа е, би рекол, прв предуслов. Понатаму предуслов независност од политичката власт во државата и третото е независност од центрите на економска моќ. Не верувам дека во светот има медиум кој што сите овие три независности ги има, но исто така не верувам дека постојат медиуми кои што се зависни на ваков начин како што се македонските медиуми. Имено, владата преку своите кампањи, кои што континуирано со години веќе ги води, да речам од почетокот на доаѓањето 2006 година, со пари се разбира од државата, не своји пари, интензивно врши само рекламирање и само промовирање, и то не само владата, туку во подтекста владата и владачката партија, нели, на многу од тие реклами стои на дното ВМРО-ДПМН. Така да, тие средства кои што се трошат се буџетски средства. Тие се пари на граѓаните. Тие средства безмилосно се трошат. Па јас би трошил туѓи пари, своји би размислил, но како и со самото вложување во тие реклами, тие практично стануваат главни, би рекол, неодговорни уредници, пошто се неодговорни во нивото однесување, но се сепак главни уредници на медиумите. Значи, влегуваат во редувачката политика и медиумот повеќе не може да говори дека е независен од центрите на политичка моќ. Економска моќ, велам, трето, бидејќи, знаете, не може секоја фирма да се рекламира каде што сака. Прво треба да прашате дали тој медиум е подобен или не. И многу од стопанствениците во Република Македонија се плашат своите реклами да ги упатат медиуми, например, како што е мојот колега Огнен, и да не ги споменувам останатите медиуми, бидејќи сепак кажа на уме каде сте тие пари може да се трошат. Како дојдовме до оваа ситуација? Едноставно, од почетокот, од доаѓањето на власт, многу беше интензивна кампањата на владата за да се добијат електронските медиуми во Република Македонија, би рекол сега и печатените. Тоа го правеа на начин кој што оневозможуваше невладиниот сектор, експертите, аналитичарите да допрат до граѓаните. Беа isforsirani максимално, финансирани максимално и сето тоа подпомогнато со една законска регулатива која што оневозможуваше обичниот граѓанин да дојде во допир со реалноста. Само да ве потсетам, пошто не може да нарушат независноста на регулаторното тело, тие измислија промена на бројот на членови на Совет од 9 на 15 преку ноќ. Па тоа го нема нигде на светот и тоа му помина. И тие успеа да се наметнат и го оправдаа дека тоа е поради од причина што требало се подигне капацитетот на регулаторното тело, за потоа самите после 6 месеци да донесат нов закон каде што има 7 члена на Совет. Значи самите си го намалија капацитетот. Регулативата пред се и над се можеби најважниот сегмент преку кој што успеа да ги скршат медиумите. Овде как гледавме денеска стандарди и начела воопшто кај сите медиуми, мислам тука и комерцијалните, непрофитните, но и јавниот сервис се разбира. Има во неколку глави споменато кои се обврски на секој медиум. Значи објективно, непристрасно, транспарентно, навремено да пласира информации за настани и случувања во нашата држава. Јавниот сервис има таа обврска, го имаат и комерцијалните медиуми. Но кога ќе свртите на крајот од законот во казнените одредби, нема казна за тоа. Тоа исто, например, како забрането е да кршите канделабри позади мене. Забрането е, а во казнените одредби нема казна ако скршите канделабра. И малце смешно е. Значи, зошто забранувате нешто за кое што не постои казна? Прво и основно што треба да се направи, треба да се овие сите стандарди, начела кои што постојат во законот, да бидат во казнениот дел санкционирани доколку се прекршуваат. Посебно ово кај делот кај македонската радиотелевизија, кај јавниот сервис, кој што има огромна важност и огромна улога во развојот на демократското општество, бидејќи тој сервис треба да биде најтранспарентен, најобјективен и да известува за сите случувања настани во оваа држава. Видете, ние седиме 31 ден овдека. Нема информација како да не се случило ништо. CNN известува за нас дека сме пред влада. Целиот свет известува дека народот дојде пред влада. Македонската телевизија тоа не го кажа.
бомбите на Заев, бомбите на СДСМ. Па да не спомните во ниту еден дел од информативната програма дека нешто се случува во државата. Срамота е. Тоа не смее да се дозволи и тоа ќе биде, се надевам, за многу кратко време санкционирано. Имам да зборувам уште доста, но како што рече Горан, да одиме ред по ред, па потоа ќе се врата повторно. Благодарам. Да, би го замол. Зоко спомна законска регулатива, значи основно за да биде регулирано било што треба да се дефинират законите. Законите, регулацијата на законите, дефинирање на законски норми и санкции е многу битна работа. Затоа тука со нас вечерва и Стевица кој јас би го замолил малце да даде објаснување за почеток за една тема која е многу присутна во медиумите и меѓу сите нас у последно време. Тоа е регулирање на следењето на комуникациите, како е регулирано и вмешаноста на операторите во тоа следење. Мислам, ова е битна тема, бидејќи не засега сите нас, а сакам да принесеме на јасна слика за тоа како е регулирано и кој е тој обсег на вмешаност и дали воопшто има вмешаност на операторите. Мислам дека ова треба да се знае. Стевица повели. Благодарам, Горан. Значи, кога станува збор за следење на комуникациите, законот кој што ја регулира таа материја е законот за следење на комуникациите. За прв пат донесен во 2005 година. Менува неколку пати за сите овие години. А дел од одредбите кои што го регулираат тој процес е составен дел и на законот за електронските комуникации. На почетокот во 2005 година беше регулиран процесот на следниот начин. По барање на јавниот обвинител, надлежниот истражен судија донесува наредба за следење на комуникациите преку јавниот обвинител. Таа наредба се проследуваше до одговорното лице во Министерството за внатрешни работи, кое што ја доставуваше до овластеното лице кај операторот и следењето на комуникациите се вршеше кај на страната на операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи, односно телекомуникацијските оператори. Во 2008 година беше направена измена во Законот за следење на комуникациите и со таа измена операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи беа изземени од овој процес, односно не беа дел од целата таа алка, да кажеме. Така да наредбата која што во тоа време беше донесена од страна на истражниот судија, а денес од јавниот обвинител, завршува во надлежната служба при Министерството за внатрешни работи, а тоа е Управата за безбедност и контраразузнавање. Тоа значи дека сите наредби стасуваат во Министерството за внатрешни работи и Управата за безбедност и контраразузнавање. Дали Управата за безбедност и контраразузнавање постапува согласно закон, односно дали во секој случај се следат комуникациите на определен таргет кој што е дефиниран во наредбата на судот, односно јавниот обвинител, единствен орган во овој момент, односно не е орган, станува збор за собраниска комисија, која што може да го провери, е токму таа комисија, која за жал јас не сум свесен дека за целиот овој период од донесување на законот во 2005 година има направено било каква проверка на контрола и надзор за следењето на работата на Управата за безбедност и контраразузнавање. Од тука јас не би можел, ниту би сакал да шпекулирам во делот дали Управата за безбедност и контраразузнавање го врши следењето на комуникациите согласно закон. Сепак тоа ќе оставиме веројатно на некои идни времиња, подобри времиња да се утврди, да се исконтролира дали е тоа така правено, затоа што постапувањето спротивно на тој закон и таа законска норма представува како тешко кривично дело, така и сносење на останати последици по однос на сторителот на тоа кривично дело.
што се однесува делот за следење на комуникациите Горан, тоа е таа постапка што кај операторите денеска дали може да се провери дали определено преплатник е следен или не е следен. Сепак не сум техничко лице и не би сакал да навлегувам во сфера која што ми е многу малку во тој дел позната. Да, ја би сакал само малце да дополнам тука и да допрашам што се вика пред сите вас за да доразјасниме некои работи. Значи законски регулирање следењето на комуникациите да се одвива од едно место, од еден центар по налог на јавен обвинител. Тоа е орган надлежен за таа работа при Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа сепак останува еден дел од следењето на комуникациите кој УБК не може сам да го прави. Значи сепак лоцирањето, земање на податоци за поранешни разговори, за сето тоа останува сепак на страна на операторот, да се бара од операторот. И ако некаде кај операторите постои можност за злоупотреба е у тој сегмент. Значи не знаеме меѓутоа од некои од бомбите од телефонските разговори, она што ја можев да го сватим, да го слушнам, дека сепак имало такви злоупотреби. Значи имало лоцирање на луѓе кај се според телефон. А тоа е незаконски, тоа УБК сам не може да го прави. Тоа морало во соработка со некои операторите. А што се однесува до следењето на комуникациите, до на слушањето популарно зборено, тоа сепак е без учество на операторите, бидејќи УБК има право на пристап без да праша било кој оператор, со едноставно копи-пейст на разговорите ги префрла кај нив и ги снима. Значи тоа е јасно. Така сте Вица, нели? Да. Тука се согласувам, да, тука станува збор за делот на податоци за комуникацијски сообраќај, вклучително и податоци за локација на конкретен преплатник. И тоа не смее да се врши без соодветна наредба од страна на судот, односно јавниот обвинител. Но врз основа на оно што имаме можност да го чуеме, очигледно е дека не било така. Горан, јас тука би сакал малку да даме ново светло на целата оваа дискусија во делот на следењето на комуникациите. На крајот на денот битно е кој тоа и во која постапка ќе го прави, но многу е побитно да се развие свеста кај било која влада дека не смее да злоупотребува таа мерка. Самата злоупотреба на мерката е драстично кршење на човековите права, правото на приватност, кое што е право загарантирано почнувајќи од Уставот па преку голем сет на закони во Република Македонија. Сето тоа ме носи на заклучокот дека регулативата како таква, не само јас, туку и голем број инострански наблюдувачи може да ја дадат некоја преодна оценка. Самата имплементација во дело на регулативата мислам дека нема преодна оценка. И тоа е оно што генерално во Република Македонија ни фали нам како луѓе, како народ, особено кога ќе се најдеме на некои позиции кои што позиции ни се доверени од страна на народот. Злоупотреба на таквата позиција, злоупотреба на моќта што ја дава таквата позиција. И сето тоа резултира со ова што сите овие месеци претпоставувам имаме можност да го слушнеме. Тука мора да се зголеми свеста и сознанието кај сите дека таа позиција не им е дадена за да ја злоупотребуваат за своји лични цели или цели на партијата, туку таа позиција им е дадена за добро на граѓаните. Повеле го. Да, иако реков дека некаде на крај Огнен ќе зборува, но добро, тргна вака, се надевам нема да ни замерите. Огнен, ти ќе зборуваш, се разбира, за оно што го работиш, а оно што и јас го работам, се разбира, ама сепак тебе ќе ти оставам повеќе простор, затоа што ти си во секој случај повеќе упатен, не си поранешен, ти си единствениот, ми се чини овде, кој што не е поранешен во она што го работи. Имам и јас поранешна функција, ама апсолутно, ама добро се држиш и тебе некако ова поранешно не те зафати. Океј, повеле. Добар ден на сите. Или веќе добро вечер, колку е часот? После 19 според Бонтоне, добро вечер. Соборки и соборци, јас во однос на она што го загледав Борко, па ми се зеде мислата што сакав да почнам. Со оглед на тоа дека зборуваме за слобода на комуникациите и за одреден прекин, односно одземање на таа слобода,
не сум стручен во делот со петтите, седмите управи или кои да се поред, но има една работа што мене најмногу ме загрижува во целата приказна околу одземањето на слободата на комуникациите, а тоа е онаа комуникација со себе си која што си ја имаме ние внатрешно, бидејќи комуникацијата не секогаш е со надворешен фактор, најчесто е, но кога човек разговара со себе си, кога размислува како да постапи по одредени ситуации, а тоа ние новинарите во суштина најчесто го правиме, да си правиме муабет сами со себе, да се договориме што впрочем ќе пренесеме на јавноста и кога ќе ви се одземе таа слобода на комуникација која што никој не може ниту да ви ја прислушува со никакви апарати, ниту пак може некако директно да ви влијае, но кога ќе ве доведат после 9 годишно режимско владење да дојдете во ситуација самите себе си да си ја прекинувате комуникацијата внатрешна, тука веќе имаме сериозен проблем. Некои го нарекуваат тоа автоцензура, некои го нарекуваат самоцензура или општо цензура. Во моментот кога новинарот ќе се доведе во ситуација да изврши автоцензура, без воопшто никој да му влијае, без воопшто никој да му каже нешто во стилот на те молам ова да го извадиш, или воопшто да не е то мелом туку да биде наредба, извади го ова од твојот текст, во таа ситуација најмногу страда народот, односно оние кои што треба да бидат известени. И кога вие имате новинар кој што сам си го цензурира текстот, кога имате новинар кој што не кажува работи на јавноста, тогаш целата комуникација, се она што треба да го знаете, нема да го дознаете. Веројатно најголем и најдобар пример за губење на информациите некаде во времето и просторот е Македонската радиотелевизија и единствениот момент каде што треба да се каже дека сум поранешен, а тоа е поранешен вработен во Македонската радиотелевизија. Да, тоа ми е веројатно единственото. Зашто искрено морам да ви кажам дека ми е многу жал, затоа што тоа е една институција каде што најмногу што може да се научи за новинарството, може да се научи таму, иако не сум сигурен за сегашните кадри. Таму веќе кога ќе гледате дневник, кога ќе ја гледате програмата на јавниот радиодифузен сервис, јас не знам зашто се информирате. Јас искрено ви кажувам дека таму го чувствувам најголемиот прекин на комуникацијата, значи слободата на комуникација помеѓу јавниот радиодифузен сервис кој што треба да биде пример и кој што треба да биде столб на новинарството во државата, ми е најпрекината што може. Значи на тој фронт на кој што треба да стои Македонската радиотелевизија, нема кој да се бори за да се опстои. И во тој случај едноставно имате делови во Македонија, не знам колку сте за тоа свесни, за оние што живееме во урбаните средини, а кога велам урбана мислам на секој поединечен град или поголема општина, но во Македонија има рурални средини каде што вистина не фаќаат ништо друго народски кажано освен Македонска радиотелевизија. И тие луѓе не знаат дека во Скопје има кампови, тие луѓе не знаат дека во Македонија се води некаква битка за слобода, тие луѓе не знаат едноставно дека нешто се случува во оваа држава. Тие луѓе знаат дека Македонија има најголем економски раст, тие луѓе знаат дека субвенции за земјоделците извираат како фонтана на нова на плоштад Македонија. Тие луѓе знаат дека се е овде убаво. И во таа ситуација, слободата како единка и слободата на комуникациите како подединка неизина е најпрекината во целата приказна. И мене тоа најмногу ме плаши. Најмногу во животот се плашам да не се доведам во ситуација да сам себе си ја укинам натрешната слобода на мојата комуникација и да почнам сам да си ги чкртам текстовите и во нив да велам, чекај, ова не е за јавност, да не распали нешто. Сега за сега добар сум, се држам, ама се држиме веројатно сите на тој фронт овде. Ама ви велам дека имаме колеги кои што не издржаа на тој фронт и кои што слободата нивна на комуникација отиде јабана. Филип? Hvala.
Мислам дека баш се обидов да најдам еден, додека зборуваш Огнен ме потсети на еден израз кој што го има кажано една писателка американска, Урсула Легвин, во еден есеј, во кој што зборува за еден писател на научна фантастика од Советскиот сојуз, Евгений Земјатин, кој што ја има напишана една книга која што се вика Ние. Таа книга зборува за едно идно општество во кое што сите луѓе живеат во згради во кои што зидовите се стаклени, за да може владата да види точно што прават. Секојдневно облекуваат едните исти униформи, не смеат да зборуваат за непропишани работи, учествуваат во ритуали во кои што водачот е неприкосновен и така натака. И таа е една од основите заради врз кои што се напишани многу други дела, потоа како книгата 1984 од Џорџ Орвел, ова е од 1921 или 2. И во тој есеј, кој што е посветен на цензурата и само цензурата, Легвин вели дека Земјатин, кој што потоа умрел во прогонство, набрзо откако ја напишал книгата, која што никогаш не била објавена во неговата земја се до демократизацијата после 70-ти на години, не го пуштил Сталин да му влезе во душата. Кога зборуваме за само цензурата, токму тоа е и проблемот. Дали ќе дозволиме ние сами нашата душа да биде загадена и да се откажеме од едно од најсветите права кои што ги имаме, а тоа е правото на слобода на изразување. Слободата на изразување како човеково право не е поважно од било кое друго право. Сите човекови права се исто важни и сите се неотуѓиви. Значи, не можеме да направиме градација, но слободата на изразување има една важна особина, дека без неа не можеме да ги изразиме ниту едно од другите права. Ако се откажеме од неа и престанеме или да ја практикуваме или да се бориме, не можеме ништо друго да направиме, зашто како би изразиле на пример слободата на здружување, која што е многу поврзана, или слободата на во било која друга форма, како и нашето основно човечко достоинство со кое што е поврзана правото на приватност, кое што исто така е загарантирано со нашиот устав. Уставот впрочем кажува дека нашите комуникации не смее да се следат без судски налог. Значи тоа е баш нешто што како категорија е неприкосновено, исто така. Но она што го имаме во последно време, откривањето дека масовно се следи комуницирањето на илјадници луѓе во Македонија и не само нив, туку и дека илјадници други кои што со нив комуницираат се исто така завршуваат на некои си хард дискови и нивните разговори може потоа да се употребат за некакви си приватни цели, е едно од веројатно најголемите нарушувања на човекови права во историјата на Македонија. Особено заради тоа што дури кога сме биле во официјално режим кој што се нарекувал себе социјалистички под владење на комунистичката партија, ние сме имале, според еден податок што го дознав од Јасна Котеска, истражувач која работи на оваа тема доста долго, дека имало околу 14.000 официјални досија на луѓе кои што биле следени од УДБА. Ние со откривањето на податоците дека над 20.000 луѓе се следени во рок од само 4 години, веќе како општество сме спуштени многу пониско од најцрните денови на тоталитарниот систем кој што се нарекувал погрешно комунизам во тоа време. Инаку, јас исто така би сакал да нагласам нешто што мислам дека е многу важно за сите што се тука, а тоа е дека многу често кога се зборува за слобода на изразување се фокусираат луѓето на медиумите и на новинарите. Тоа беше случајот при изградбата на еден дел од зидот кој што не обкружува, тоа е носењето на законот за заштита односно граѓанска одговорност за навреда и клевета, при што новинарите беа истакнати како основна целна група на тој закон, а всушност испадна дека новинарите се само дел од мозаикот кој што го сочинува нашето општество, кој што потоа беше
цел на злоупотребите на тој закон. Било кој од нас, исто како и било кој новинар, има право на слободата на изразување и законите кои што се однесуваат на оваа област често може да се применат кон нас, но не само законите, туку и целата рамка која што пред се почива на заштитата на човекови права. Државата е должна да ги заштити нашите човекови права без разлика дали сме на улица, во нашиот дом или комуницираме било на телефон, било преку интернет. И тоа е основата, мислам, од кај што може да почне и разградувањето на овој систем на приватизирање и злоупотреба на институциите. Нема да се согласам со некој од соговорниците кои што рекоа генерализирано дека медиумите се на ниски гранки. Мислам дека и во Македонија постојат и етички и професионални медиуми, но тие се малку и нивниот досег е релативно мал во споредба со оние кои што се контролирани. И исто така не би се согласил дека нам ни фали нешто нити како луѓе, нити како народ, бидејќи мислам дека било кој голем дел од жителите на Македонија кои што се одселиле и живеат во други земји се многу успешни и успешно си функционираат и како индивидуи и како дел од тамошниот систем. Зошто? Бидејќи таму институциите функционираат и се спроведуваат законите. Она што е најважно, како што рекоа и соговорниците, е спроведување на законите и заштита на нашите права. Мислам дека тоа е основата. И тука верувам дека штом профункционираат институциите, ќе почнеме веднаш и да се справуваме со многу од проблемите, како на пример говор на омраза, кој што е се присутен пред се во традиционалните медиуми, се прелева на интернет, а немаме ниту еден случај на санкционирање на таков вид криминал кој што е опфатен со кривичниот законник. И така што би останал на тезата дека навистина е важно да се создаде систем во кој што нема да зависи кој е кој, туку сите ќе бидат еднакви и пред законот и институциите ќе работат во полза на граѓаните. Да, само би додал нешто на да завршиме. Да, само да завршиме, повели. Да, значи замислете, зборувате по телефон, чувствувате дека некој друг ве слуша. Седите во кафуле, шепотите затоа што мислите дека некој од соседната маса ве слуша и дека тоа ќе ви го пренесе некаде каде што веројатно не треба. Седите дома, не сте многу гласни затоа што комшијата до вас можеби е од различна политичка, со различни политички афинитети, ви е страв дека доколку ве слушне како зборувате, тоа ќе биде пренесено. Одите по улица, си разговарате, се шетате низ паркови, исто зборувате тивко. Значи во секој сегмент од и на Facebook исто, и да речеме на социјалните мрежи, новите комуникации кои што се појавија, и таму некако се подзаскриено, иако таму веќе се јавува еден друг феномен, а тоа е да се вадат работите сите на ачик и човек дури да нема контрола на она што го пишува, но во секој случај, во секој сегмент, ние сме уплашени во начинот на кој што комуницираме, во гласноста во која што комуницираме. И одеднаш она што го зборував и преска, ни останува само оној дел внатре во себе си кој што си го имаме. Тоа е веројатно нашата совест која што не води да издржиме, барајки си го правото на комуникација, барајки си го правото на слобода на говор, барајки си го правото на слобода на изразување, на крајот на краиштата, крајно, барајки си ја слободата назад. Доколку ни се одземе и тој дел каде што сами со себе не можеме веќе да искомуницираме, значи дека кајде ќе ни летне врапчето, а тоа дефинитивно е работа која што може сериозно да ни наштети како општество, а од која што нема да можеме да се опоравиме многу долги години. Ние од ова сега ќе мора да се опоравуваме минимум уште толку колку што владае режимот, 9 години дополнителни, за да се вратиме во нормала и уште 9 за да можеме да тргнеме напред, веројатно. Се надевам дека нема да бидат толку, ќе бидеме попаметни од сето тоа. Јас имам едно, да кажем, генерално прашање, но повеќе до Стевица и до Горан. Како ние
после ова, после сознанието дека повеќе од 20.000 граѓани се прислушувани, односно на повеќе од 20.000 граѓани им е следена комуникацијата, дали е тоа интернет комуникација, не знам, Skype, Facebook, телефон, се разбира. Стевица, како правно ние може да се заштитиме, односно вие, правниците, адвокатите и така натаму, да не заштитите нас, иако Филип верува дека институциите понатаму тоа ќе го тоа ќе го решат, да, добро, и приватна тужба се едно, но институциите тоа ќе го решат. И како ние како луѓе треба, Горан, што мислиш ти, да постапуваме во однос на тој дел? Затоа што верувам дека многумина од вас овде што седите пред мене исто така биле прислушувани, можеби некој од вас разговарал со мене на телефон и се разбира веќе гласот се слушнал и веќе се знаело за што се разговара. Инаку да не зборувам за мојата комуникација со Огнен и нели. Не, замисли. И така натаму. 20.000 граѓани имаш кои што да речеме во просек дневно сигурно разговарале со минимум уште тројца. Ако одиме по тоа дека секој од нас припаѓа на семејство кое што сочинува четворица. Да. Вие сте еден и разговарате со уште тројца. 20.000 по 3 ги имате 60.000, а не разговараме сите со тројца. Имате луѓе кои што разговараат со 10, некои со 20, значи во суштина некаде бројката ни се движи од 80 до 100.000 луѓе, чии што разговори, мисли и целата комуникација била прислушувана. Мислам, овде има во држава политички партии кои што немаат ни 100.000 следбеници, да се разбериме. Апсолутно. Горан Стевица ќе ми одговорите така. Да се надоврзам на ова прашање, први со една мала шала. Значи, ова прислушување не донесе, или следењето на комуникации, не донесе до 10G технологија во Македонија. Што значи тоа? Ние више разговараме у 3 димензии. Бидејќи се јавуваш на телефон да се видиме да правиме муабет. И идеш и имаш 10G технологија, нели? 3D. Или кој Мујо Хасо што вика, Мујо, јави се на телефон, му се звони на телефон, излези на балкон да правиме муабет. Така ние се донесовме до таква состојба. Сега тоа е што не се случи, а како може да се направи да не биде така? Значи, технички гледано, и сега е така. Секоја инструкција што се внесува во било каква машина која е со хардвер и софтвер нормално, се сочувува некаде. Значи, у секој момент може да се влезе во таа машина и да се види кога е внесена и од кого е внесена таков налог. Значи, технологијата тоа го возможува. Не сум запознаен со технологијата за следење на комуникации толку многу, меѓутоа информатичката технологија колку толку ја знам, бидејќи нели скоро цел живот ми поминал Телеком. Така да ова со сигурност можам да го кажам. Значи се што е внесено негде се чува. Бидејќи негде е сочувано во некој файл, во некоја меморијска единица од таа машина, значи може експерт да дојде и да влезе до таа информација. Значи, од тој аспект сме обезбедени дека не може тоа да се избрише и не може да го снема као трага. Исто така, предпоставувам дека и разговорите кои се префрлувани од страна на операторите по налог на таа машина према самите овие што следеле, и кај самите оператори во тие машини таму, во тие компјутери или сервери, исто мора да има трага дека таков налог или таква инструкција електронска, без да знае било кој вработе нормално, е направена. Значи, трага има. Значи, технолошки гледано сме заштитени. Од аспект на технологијата може да ми кажам дека сме заштитени. Тоа што се работи, се знае дека некој го направил и кога го направил. Да не збориме дека и самиот систем за следење, колку што знам малце, сигурно е заштитен со влегување систем со пасворди или со зеница на око, мора да има двојна, тројна контрола, значи неколку луѓе да овозможат следење. Значи тоа сигурно е така направено, бидејќи тој што продава таква опрема, тоа мора по процедура да го спроведе. Значи станува збор за процедури. Почитувањето на процедурите и тој кој ги следи, дали ги мониторира како што треба тие процедури, тоа е онај проблем што нас не мучи. Тука ќе дојдеме до тој момент како ќе дојдеме да си ја повратиме слободата. Значи, според мене, пред се најважно е воспоставување на систем кој ќе функционира без разлика кој луѓе или кој човек е во тој систем. Значи, систем матрица. Имаме влез, имаме матрица, имаме излез. И толку. Не е битно кој е во матрицата. Значи, као сега што имаме влазни идеи на величини
од кои зависи човечка судбина, дали ќе се сруши зграда, дали ќе се дозволи, не знам, абортус или било што. Таков систем ние не смееме да дозволиме. Мора се воспостави систем кој ќе функционира како едноставна матрица, која нема да зависи од тоа кој е во тој систем. Како тоа ќе се направи, тоа со законите ќе се среди, меѓутоа многу зависи од сите нас. Значи, сите ние треба да сме дел од тој систем и така да се однесуваме. Исто така за следењето на комуникациите. Значи, ако има една информација, тоа е информација. Меѓутоа, ако има море од информации, тоа е шум. Како ќе се заштитиме сега, бидејќи уште тие не слушаат, сите да збориме се по телефон. Па нека не слушаат. 50.000 разговори секој ден нека ги слушаат. Треба некој да ги преслуша. Значи, треба да се одважиме и сите да збориме се. Така ќе се заштитиме. Без разлика дали има тие софтвер кој ќе се запали на име или презиме или ќе се запали на неодреден збор, пари, не знам, на шала ќе кажеме ќе дојдам со пиштол ќе те убијам и на тоа пиштол ќе се уклучи, да се избориме се. Бидејќи ќе има море на информации кои никој нема да може да ги преслуша. Тоа е она што ја може да го кажам технички гледано, а Стевица може нешто да спекне законите и Зоко нормално да помогне. Јас само, ако смеам да заклучам, дека сите наши разговори таму некаде се уште се чуваат. Океј, драги луѓе, ако нешто ви фали, ако нешто некаде сте заборавиле, ако некому должите пари или некој ви должи пари, веројатно за некоја година ќе може да си ги преслушате разговорите, па да се подсетите што сте заборавиле или што сте направиле, а не сте требале да направите. Океј, верувам дека тоа ќе е така, ама ова сега нека звучи како шега. Стевица, за правниот момент? Како што кажав и претходно, неовластеното следење на комуникациите е флагрантно кршење на човековите права, односно на правото на приватност. И како такво е нормирано во Кривичниот законник на Република Македонија, каде што е во делот на неовластено следење на комуникациите е предвидена и запретена соодветна казна за сторителот на тоа дело. За кривичното дело се гони по службена должност. Јавниот обвинител согласно закон постапува дури и по допрен глас. Колку што ми е познато, Социјалдемократскиот сојуз сите тие материјали ги достави до јавниот обвинител. Дали јавниот обвинител презема нешто во таа насока, јас навистина немам такви информации. Факт е дека секој оно што се слуша во тие комуникации не се чувствува добро. Не се чувствува затоа што му е загрозено основните, елементарните човекови слободи и права, и како таков тој има целосно законско право да преку тој снимен материјал, покрај тоа што и Социјалдемократскиот сојуз го достави до јавното обвинителство, да и тој го достави тој материјал до јавното обвинителство со соодветна кривична пријава, да се надева дека јавното обвинителство ќе поведе соодветна постапка во која што на крај на денот определено лице ќе биде огласено за виновно. Врз основа на така донесената кривична пресуда, тоа засегнато лице ќе може да си бара соодветна оштета од државата Република Македонија. Паралелно, дури и сега, без да се чека исходот од таквата кривична постапка, може да се води граѓанска постапка за надоместна штета, но во секој случај што се оглед на фактот дека сите сме запознани со тоа дека веќе е иницирана и кривична постапка, постои голема веројатност да граѓанскиот суд ја запре таквата постапка, додека во кривичната постапка не се најде соодветниот сторител. Тоа е, но за жал, она што во моментов стои на располагање на сите тие засегнати лица. Меѓутоа, нели, имаме некои идеи, некои дискусии на тема како да се подобри системот за следење, тоест мониторирање на тие што следат. Една од идеите кои ја може да споделам со вас, со нас, ова е се уште во некоја на ниво на идеја е, како што кажав пред малце, за да се почне следење на комуникација, некој треба да влезе во системот, да даде одредена инструкција на машината да почне следење. Идејата е да паралелно со системот кој е во УБК се воспостави исто таква кутија, некоја црна кутија, така наречена, така на шала ја кажуваме, кај јавниот обвинител. Зошто кај јавниот обвинител? Значи, од кај него треба да трне. Од кај него треба да трне хартијата што дава право некој да биде следен. Значи, црна кутија кај јавниот обвинител, каде што ги има регистар на сите следења на комуникации. Сите тие налози за следење на комуникации ќе стојат кај него. У тој случај Собраниската комисија нема да бара да влезе кај УБК за да види што се случува,
туку ќе се отиде на изворот, а изворот е јавен обвинител. А најблиско си до вистината кога си до изворот. Значи Собранијската комисија место се малтретира, а можеби стварно пречи УБК 5-10 луѓе да влезат, сигурно пречи, не викаме дека не е така. Меѓутоа место да идат УБК, ќе се отидат кај јавниот обвинител, ќе се најават претходно, ќе отворат кутијата, ќе видат у системот што е влезено, кој се следи, ќе ги земат хартиите, ќе ги поредат, и ако една хартија не се сложува со системот, тогаш некој треба да иде веднаш у затвор. Тоа е една од идеите, ова е се уште во форма на идеја, нормално отворено е за дискусија. Да. Но ако ми дозволиш. Да. Значи, токму така како што кажува Горан, секој процес ако се монополизира од страна на еден орган и од страна на едно лице, носи голема опасност позади себе да биде злоупотребен. Тоа е она што и предмалку го кажав. Кога сме кај злоупотребата, за потенцијалната злоупотреба е на информација што ја добив, ono што ја пронедов е тоа дека во периодот од 1 јануари до 30 јуни 2013 година имаме промена на собственичката структура кај вкупно 11 радиодифузери, од кои 3 радиостаници и 8 телевизии. Во периодот од 1 јули до 31 декември 2013 година имаме промени во собственичката структура на 6 радиодифузери, 3 телевизии и 3 радиостаници. Во 2014 година се направени вкупно 6 и во 2015 година, за овој период денес, се направени 2 промени. Што кажува ова? Зашто не кажува туку е повеќе индикатор? Ние сме премала држава и премал пазар за толку куз временски период да има толку многу промени во собственичката структура на радиодифузерите. Сите тие индикатори може да водат кон евентуален заклучок дека и изречениот збор и оформувањето на јавното мислење се сака да се монополизира пред се преку превземањето на определени радиодифузери, било да се тоа телевизии или радиостаници на локално ниво. Ако го имаме тоа во предвид и ако ги имаме во предвид радиодифузерите кои што работаат на државно ниво, односно со национални концесии, се создава една целина која што може да води кон тотално монополизирање на медиумите. Тоа е она што може да биде загрижувачки и тоа е она што би требало во иднина соодветно да се како такво спречи, односно превенира да не се случува. Јас можам да констатирам апсолутно и верувам дека ќе се сложите со мене дека исто така собственичката структура на македонската радиотелевизија пред 9 години се промени, односно од рацата на народот дојде Груевски и си ја зема македонската радиотелевизија. Македонската радиотелевизија, не знам за вас, меѓутоа за мене е една од најголемите болки. Јас пораснав таму, работев таму, се школував буквално во таа телевизија, учев таму за новинарството и на крајот на денот мојот татко, сега веќе покоен, работеше повеќе од 40 години во таа телевизија. Ние како граѓани апсолутно ги исполнуваме обврските кон македонската радиотелевизија, но забележувам и знам и гледам и јасно ми е и на мене и се надевам и на вас дека македонската радиотелевизија апсолутно не ги исполнува обврските према граѓаните. Затоа што веќе граѓаните на Република Македонија очигледно, условно речено, не се нејзини газди, туку газда од пред 9 години, како што кажав, стана Никола Груевски и неколку ликови кои што парадираат во оваа зграда позади нас. Но, повеќе за македонската радиотелевизија и за правата на телевизијата, уште еднаш ќе ни собрати поранешниот, јас извинувам што повторно морам да го кажам, ама господинот Зоран Стефановски, поранешен председател на Советот на радиодифузија. Фала нара. Оку поранешен никош не ми викале. Гледав, пред мене е законот за радиодифузија, односно закон за аудиовизуелни медиумски услуги. Само ќе ви прочитам еден дел. Имено, обврска на МРТ. Значи, таа е должна да обезбеди постојано, вистинито, целосно, непристрасно, праведно и навремено информирање, создавајќи и еметувајќи високо квалитетни програми за сите важни политички
економски, социјални, здравствени, културни, образовни, научни, религиски, еколошки, спортски и други настани и случувања во Република Македонија. Па што не му е јасно на господинот Петревски од ова сето што го прочитав? Што не е јасно? Значи, ние само треба да го спроведуваме законот во целост. Значи, не треба воопшто и таа вратиме собственичката структура. Значи, она што замина ке Груевски да се врати ке народот, бидејќи сепак тоа е телевизија на народот. Кога веќе ја плаќаме, нели? Во овој момент ние имаме информативна програма ќе зборувам и за македонската радиотелевизија, но и за комерцијалните станици. Не знам дали бев погрешно разбран, но јас кога кажав дека имаме слаб квалитет на програмите и на телевизиите, се разбира дека во еден кош не ги ставив сите. За среќа имаме многу професионални телевизии кои што со својата програма и во информативниот дел, но и воопшто ги исполнија сите законски предуслови да бидат навистина телевизии национални и секоја чест на тие малку телевизии кои што останаа во Македонија, додека оние останатите од аспект да заштита на малолетна публика ќе користам презерватив медиуми, така сами се нарекуваат, нели? Тие емитуваат и понатаму програма по нарачка. Значи дефинитивно ако еден човек кој што доаѓа од страна ги следи нашите информативни програми, тој ќе нема појма што се случува во оваа држава. Од една страна имате благосостојба, имате совршен живот, имате огромни странски инвестиции, значи се е мет и млеко, а реалноста која што ја гледаме ние, ја чувствуваме и која што за среќа имаме и медиуми кои што ни ја доловуваат, е сосема поинаква. Значи овој наш живот е секакова линеја розов. Она што се треба да се направи. Значи, да се кажувне како го изгубивне слободата на изразување и медиумите и демократијата, но мора да размислуваме како да го повратиме сето тоа. Значи, генерално мораме да се вратиме на почетокот каде што настанаа проблемите. Мораме македонската радиотелевизија да ја вратиме одговорноста која што има, значи и во самиот совет, и во ке директорите, и воопшто во собранието на Република Македонија, од каде што се бираат овие структури, и да бидат професионалци ангажирани, бидејќи македонската телевизија се покажа како лошо училиште кој што изваде многу добри ученици. Дај да ги вратиме учениците, мислам дека и самото школа ќе тргне напред. А имаме навистина многу добри кадри кои што излегува од таа телевизија, да им дозволиме да се вратат таму каде што им е местото. Овие медиуми кои што во моментот се финансирани од страна на политичките партии, тие ќе бидат, се разбира со краток здив, бидејќи кога ќе секнат парите, ќе секнат информациите и ќе секне и самата телевизија. За жал Република Македонија има мал медиумски колач и ќе издржат само оние најспособните и оние кои што се најпрофесионални, а секако кога зборувам за овие медиуми, како што себе си се нарекуваат презерватив медиуми, сигурно мислам дека за нив нема да има место во времето кое што доаѓа. Една од идеите за кои што дискутиравме, ако дозволиш Горане, јас би почнал па вие надоврзете се. Значи мораме да бидеме практични. Помина многу години од кога почна првата идеја за спојување на регулаторните тела, односно кога ја најавивме конвергенцијата на технологиите. Тоа беше 2006 далечната и рековме дека во тој момент не би требало да се спојуваат регулаторни тела, бидејќи најпрви треба да дојде до спојување, односно конвергенција на самите технологии, а како резултат на таа конвергенција можеме да размислуваме и за конвергирање на самите регулаторни тела. Еве сега е тој момент. Дигитализацијата веќе настапи во Република Македонија и мислам дека е крајно време ние да размислуваме за спојување на Агенцијата за електронски комуникации и Советот за радиодифузија или Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, со што би направиле еден мал исчекор кон подобрување на квалитетот на регулацијата на медиумите во Република Македонија. Тука се операторите на јавни комуникацијски мрежи, сега се јавни електронски комуникацијски мрежи, тука се електронските медиуми, радијата и телевизиите, тука е интернетот, печатените медиуми, значи сите оние комуникации кои што се директно на дофат на секој граѓанин. Би се заштедиле многу пари, би се продале многу непотребни згради кои што се изградија низ Скопје, уништувајќи паркови, се потрошија милиони и милиони евра за некои велелепни изданија, но сепак мислам дека тие изданија се само еден поттик да размислуваме како да ги вратиме парите кај граѓаните. Значи не сме држава толку голема и толку богата да си дозволиме
да градиме објекти за администрацијата кога луѓето едноставно не можат крај со крај да врзат. Затоа си поранешен. Затоа сум поранешен, да. Она што сакам на крајот да кажам, ќе заклучам кој треба и вонатаму. Говорот на омраза го споменавме. Значи тоа треба да дојде на вистина како приоритет во законот за аудиовизуални, односно во новиот закон за комуникации, така би го нарекол, бидејќи со спојувањето веќе го најавувам како размислување собствено, односно на целата група. Но говорот на омраза, заштитата на малолетната публика, квалитетот на програмите, создавање на професионално, навремено, објективно информирање во информативната програма, создавање на домашна продукција. Ние се претворивме во српско-турска провинција, бидејќи се што можеме да чуеме и видиме се продукции кои што доаѓаат од овие две држави. Навистина мораме да внимаваме на својот јазик, на својата продукција и мораме да ја засилиме и да ставиме обврска можеби во законот за создавање на сопствена продукција. Јас би се вклучил уште еднаш, но ова беа главните поенти. Иако овие обврски овдека начела, навистина ми е срам веќе да ги читам колку е јасно во законот нагласено како треба медиумите да ја информираат јавноста. И уште понагласено е како се прекршуваат тие недиказдени, односно членови од законот, а најнагласено е што нема никој кој што би се јавил во јавност и би презел мерки кон овие кои што го прекршуваат овој закон. Благодарам. Благодарам, Зоки. Значи, точно панел дискусиите се место каде што треба по мене да се пласираат идеи. Ова идеја што Зоран ја наметна ко тема е тема за размислување секако. Од идеја до реализација сигурно ќе го помине пат што треба да го помине, да не биде нешто што е на брзинка направено. Меѓутоа секако времето дека дојде, технологијата си го направи своето, контентот, каналите, проведерите се више едно исто, така да јас стварно не гледам причина да постојат различни регулаторни тела. Баш и поради некои недоречености законите кои веќе постојат, тогаш мислам дека сметам дека може да се работи на тоа. Ако немате што друго да додадете, тогаш јас би ги повикала сите оние кои што сакаат се разбира да постават прашања, повелете. Ајде Костеле, таму. Сега вака, ја да се представам. Јас сум од Кавадарци Милков Методи. Што имав конфликт со градоначалникот татко и со него лично. И со онај министрот за земјоделие што беше Којњановски. Имаше трибина во Кавадарци. И расправаме во темата на земјоделието, односно за лозарството. И он кажа, јас сум речем магистер таму по машински работи, што знам. Ја му викам, мене многу ме гајле вие што сте министер или дра и мрана. Нас не требат пари, пријатели, мене не ми требат едукација. Ја имам 2 хектара лојзе, му викам. Ја берам 40 тона гројзе. Пари никакви немаме за мене, бидејќи лани го фана лозарството, градобијност и пламењачата. Зоран Ставрицки кажа дека ќе го обештетиме. И од тоа ништо не испадна. Денеска бев у платежната агенција, таму тие поставиле полиција, ова е диктаторска власт, му викам. Така не може понатаму. Господине, сега се извинувам што ќе ве прекинам. Имате конкретно прашање да ни поставите или ова што вие го зборувате, се надевам дека ќе може да го поставите и да го кажете во некоја наредна дискусија која што ќе се случува овде во кампот на Слободата. Добро, и друго прашање може да поставам за равномериот развој во Македонија. Повелете. Ние, например, од Кавадарци, најголем регион на шуми во Македонија е Кавадарци, Кожух е тоа, и најголем регион на шуми и лозарство е Кавадарци и металната индустрија, ИГМ и она
фенишо е. Да, но овде нема никој кој што ќе може да ви одговори на вашето прашање. Ако не, малку подоцна се разбира надвор од овдека ќе зборуваме секако. Повелете. Здраво, почитување до вас. Три прашања начално, конкретни, во врска со темата. Прво, до господинот што се разбира во телекомуникации, што има увид во тие работи. Во врска со прислушкување ме интересира дали може да се издаде наместо писмена усмена работа, наредба за прислушкување и како таа би се открила доколку е усмена. Значи, според моје познавање скромно што го имам, таа може да се открие преку преоптоварување на базните станици, кои се разговорите и така натаму. Меѓутоа ме интересира кое е вашето согледување како тоа може да се открие. Како второ, до почитуваниот господин што со правото се расправа. Значи, очигледно е заслепеноста на МТВ од страна на власта и окупацијата нејзина. Сите овие луѓе што се тука присутни, вклучувајќи ве и вас и мене, ние си плаќаме радиодифузна такса. Кој е граѓанскиот начин на отпор, меѓутоа не насилен, туку правен, да плаќањето се стави под знак прашалник се до моментот дека МТВ не се отвори како сервис краен на граѓаните. И третото прашање е исто до вас. Значи, исто во врска со прислушувањето, доколку се прави глув, како што се прави глув Зврлевски во моментот со овие обвиненија од страна на опозицијата. И исто ве прашувам, која е граѓанската моќ? На кој начин може граѓаните да реагираат, да поднесат било каков предмет таму, како граѓанска иницијатива или што и да е, за да тие предмети што се поднесени таму може да се активираат? Ви благодарам. Благодарам на прашањето. Усмен налог, значи законски не е возможно да се направи, а предпоставувам, како што кажавте и вие, дека е правено, бидејќи самата количина на следењето на комуникации, бројот на луѓето кои се следени, предпоставувам дека се правени со усмен налог, не со писмен налог. Меѓутоа, треба да сме сите свесни, и она што го кажав јас пред малку, неам точни информации за системот и како функционира, меѓутоа сигурен сум дека постои безбедносна процедура за внесување на таков налог. И тој што ја кршил таа безбедносна процедура еднаш ќе одговара, а не може да се сокрие. Значи постојат траги. Кога е пуштено тоа? Значи машина си е машина, хардвер и софтвер си е хардвер и софтвер. Некаде во некоја мемориска единица тоа стои и тогаш ќе биде пронајдено. Значи апелот е до сите луѓе секаде и кај органот надлежен за следење комуникации и кај нашите колеги кои немаат во овој дел на следење мешаност, меѓутоа може имаат мешаност во оној другиот дел за лоцирање и такви работи, да не подлегнуваат на такви притисоци, него да си следат чиста законска процедура. Тоа е тоа што е најважно. Мислам дека тоа беше прашањето. Само тука би дополнил и да постои таква устна наредба, истата мора да биде покриена со писмена наредба. Не ме фаќате за збор, дали во рок од 24 или 48 часа согласно закон мора да биде покриена. Не може со устни наредби, значи да се покријат следењето на комуникациите. Мора после тоа да следи писмена наредба. Што се однесува до потенцијалниот отпор за граѓански отпор за неплаќање на радиодифузната такса, може како опција може доколку мнозинството од граѓаните се одлучи да не ја плаќа радиодифузната такса. За жал се плашам во овие околности дека најголемиот бенефит од таквиот граѓански отпор ќе го имаат извршителите. Така да можење како опција, колку во овој момент е рационален и оптимален, прагматичен, сепак тоа оставам на одлуката на секој поединечен граѓанин. Кога сме кај радиодифузната такса, би сакал да даме на кратка компаративна анализа како истата се прибира во некои европски земји. Во Австрија ја прибира посебна агенција. 100% собственост на јавниот радиодифузен сервис.
Во Босна и Херцеговина се собира како дел од сметките за телефон. Во Франција се собира како дел од локалните даноци. Во Германија посебна агенција го прибара надоместокот. Во Грција и Романија преку сметки за електрична енергија. Меѓутоа, тамошните предпријатија кои што занимаваат со пренос на електрична енергија бараат изземање од оваа обврска. Во Ирска поштата ја прибира, поштата бара да се иземе од оваа обврска. Во Црна Гора регулаторното тело ја собира таксата. Во Велика Британија BBC, јавниот радиодифузен сервис, ја собира таксата. Во Турција преку купување на приемник и 2% од електричната енергија. Владата ќе го промени моделот, ќе се финансира 100% од буџетот. Држави каде не се наплаќа, тоа е Белгија, Кипар, Унгарија и Холандија. Дефинитивно нешто треба се промени во овој дел. Ние веќе разговараме во таа насока. Во најмала рака, ако не се укинува, да се промени постојниот модел на наплата. На крајот на денот, сепак сметаме дека можеби и самата радиодифузна такса, износот кој што треба да се плаќа, не е толку проблематичен од аспект на неговата висина. Проблематичен е што народот се прашува зошто го правам и зошто ги плаќам тие пари. Ќе си купам неколку леба и неколку литри млеко. Доколку од другата страна знаеме дека имаме јавен радиодифузен сервис кој што е пандан на BBC, кој што има соодветно објективно и непристрасно информирање, кој што има собствена продукција, кој што има продукција за деца, шареноликост во програмата, запазување на јавниот интерес, мислам дека никој од нас нема да прави проблем зашто се собираат тие, не знам и сам колку се стои нешто денари. Проблемот е повторно и треба да видиме во што е проблемот, па потоа да ја лечиме последицата. Проблемот е во поставеноста и функционирањето на самиот јавен радиодифузен сервис. Добро, во Македонија Груевски ја собира радиодифузната такса и бидејќи сме веќе на крајот, вие сакавте повелете и тука завршуваме бидејќи многу повеќе добро, ќе биде кратко и конкретно повелете. Прашање. Ги поздравувам панелистите, експерти во своите области. Не збунивте. Морам да признам. Сакам да прашам, сите се залепивме на тоа прислушувањето, но ја мислам дека повеќето сме телевизиски и радиски гледачи, ги следиме и печатените медиуми. Моето прашање е до господинот Стевановски. Ќе се повикам на решението на РАК, Босанската радиодифузна агенција, како ја нарекуваат. Босна излезе од конфликт, воен конфликт. Говорот на омраза, ние овде многу лаконски го прифативме. Се чувствувам нелагодно, како можевме како нација што немаше тако виор што ги зафати и другите балкански простори, сега да зборуваме за говор на омраза. Значи, кога ни се деси тој говор на омраза, Јанески вика дека треба 9 години влегувавме, колку треба да излеземе. Значи, алудирам што како граѓани може ние да направиме. Во Босна беше решението со 0500 телефоните. Гледам медиум. Во моментот чувствувам дека тоа е говор на омраза, го вртам тој бесплатен телефон и РАК, тоа е радиодифузната агенција, е должна да го провери тоа, дали е тоа мое индивидуално чувство на говор на омраза или е тоа чувство објективно. Ние, значи, треба да затвориме медиуми цели. Ние шоу програми еден треба да затвориме. Ние, да не именувам телевизија со поедини уредници, мислам на вистина, глобите беа драконски големи во Босна. Дали такво решение би можело да сте размислувале да биде и кај нас? Значи, граѓанин да се јави да каже ова е говор на омраза, да се процесуира. Благодарам. Да, видите, јас многу имам материјал, не знаем што да презентираме се денес, само ќе ви проштам начело за работа на еден радиодифузер. Вика, најважното прво е негување и развој на хуманите и моралните вредности на човекот и заштита на приватноста и достоинството на личноста. Значи, читам постоечки закон, ние не измислуваме закони. Ние сме ги препишале, сте ги превзеле, нели, од некои други земји или според некои европски критериуми сме ги направиле. Ова што вие го кажавте, го има дефинитивно како искуство во РАК, го има и на други места. Значи не морате да се јавите во моментот, може да запишете само час и време, а секоја нормална агенција ги има таа опрема каде што ќе се наврати по недела, по месец, по 3 месеци, нели, на тој момент кога сте вие стабележани. Дали тоа ќе биде преку телефонска линија бесплатна или тоа ќе биде преку, не знам, комуникација електронска со самата агенција, дефинитивно
треба да се секој човек да реагира веднаш во моментот. Ние сме сведоци, за жал, на презентација, например, на информативна програма, каде што така наречениот уредник на информативната програма зборува како на селска слава да е. Он си разговара со нас како публика, он повишува тон. Тој гестикулира. Кловновското негово однесување личи се, а не на уредник на информативна програма. И ние тоа го толерираме. Друг не лепи нашите слики, ги става на зид и вика, еве собирам животинско царство. И тоа поминува. Не знам што треба да направат се уште плюс, а да не помини кај нас. За жал, регулативата е една работа. Имплементацијата на регулативата е сосема друга работа. Ние не реагираме. Видите колку сме добри, колку сме фини, ние не реагираме на многу неправилности и неправедности до сега. Ние не реагираме на класично кршење на закон, ние не реагираме дури на навреди кои што доаѓаат, можеби не кон вас лично, можеби не кон мене, но кон некој од овие луѓе присутни овдека. И ние и на тоа не реагираме. Ева, сега ќе реагираме. Сега ќе реагираме. Бидејќи дојде време каде што нашето нереагирање го создаде овој човек позади нас. И кога се прашуваме зошто дојдовме до ова дередже, тогаш одговорот е тука, кај нас. Ние го создадовме него. Ако веќе ние го создадовме, ние можеме создадеме многу подобри закони, многу подобро општество, каде што ќе има многу повеќе слобода и демократија, дефинитивно. Бидејќи силата е во нас, во народот е силата. Силата не е во политиката. Каде е силата, господине? Каде е силата? Каде е силата? Господјо, јас не му замерам на луѓето. Седиме на температури каде што Камила во не све спаѓа. Јас сум свесен колку е мачно и тешко ова. Но нас не има. И тие сите камери околу нас кои што не снимаат секојдневно гледаат дека не има. Некој сме повеќе, некој сме помалку, но ние сме тука и ние ќе останеме тука. Оваа бројка ќе биде многу поголема. Верувајте, многу поголема. Последно ќе биде голема кога ќе падне оставката позади и кога ќе извојуваме победата. Голема бројка ќе биде тогаш. Благодарам, да. Ајде, кратко и од мене ако ме оставите, јас... Накратко, само, немам прашања, на Огнен само едно прашање ќе му поставам. Ако некојаш го сретне еден истражувачки новинар, се викаше Васко Ефтов, ќе го поздравите многу. Така, дали уште во држава работи или новинар е, или да не е прешол во бебиситер, нешто, ќе ми кажете. Друго, сакам да ви кажам како индивидуа, работам во јавна установа и подолго време сум следена по ова едно обично мобилче што е Samsung, еве вак. И тука имам и Facebook и се, и ми доаѓаат на работно место и викаат, вие сте плукач по власта. Викам, од кај знаете вие дали сум плукач? Ми вртат на мобилниот телефон и вика, ова ли е ваш телефон? Мој е телефонот. А кој ве прати од власта, вас да ве фалиме ли, дека плукаме ни или што е? Одам во полиција, пријавувам и таму во полиција ми викат, вие сте заведена од 2011 година, како плукаш по власта сте биле на Ајден, сте биле на Паркобрани, сте биле секаде. Јас сум горда. Премногу сум горда и сега, значи, нема ништо убаво од тоа чувство што не препознава дека не сме како ние. Благодарам. Да се дополнително да се и надоврзам и на она што претходно беше зборувано со Зоран, дека јас мислам дека додека овие во зградава позади се таму седнати во таа зграда, дека дури да се спроведе тоа што го има во рак, да речеме, да се јавувате на телефонски број, тоа нема да функционира. Јас мислам дека што и да се спроведе овде за да се подобри нешто, нема да функционира со додека сме владеени од страна на ДПМНЕ. И се така ќе биде со сите нас, не само со вас кои што сте вработени во јавна институција, и ви честитам за се што правите, работите во јавна институција, туку ќе биде така со сите нас се додека ни се овие на власт. И тоа не смееме да го дозволиме и не смееме да се замолчиме и мора да бидеме уште погласни и уште посилни, затоа што толку ни се кратат деновите, ни се крати времето, а време ќе нема се уште помалку. Ако го видам Васко, ако го видам, ќе го поздравам, не е проблем.
Ви благодарам многу што со внимание не гледавте и не слушавте. Ви благодарам и на вас. Знам дека и вие таму позади не гледавте и не слушате, мафнете им. Поздравете ги. Јас искрено се надевам дека ќе се видиме во некоја наредна прилика со некоја друга тема. Ви благодарам што ме поканивте и ви благодарам уште еднаш за вниманието.